Може. И отварам првата воредна седница на Совет на општина Чешиново, Облешево. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Барање за дополнување на буџет за 2025 година. Стојако барање од јуд. Барање за дополнување. Да, барање за дополнување. Молам кој бара збор. Бранко Повели. Една процедурална интервенција, председателе. Благодарам за зборот. Значи, воредна седница. Воредна седница, кој ќе го свртиме статутот на општината, член 23, ми се чини дека е, воредна седница се закажува кога имаме воредни околности. Воредни околности се пожари, поплави, војна, не дај Боже, земјотрес и сето тоа, натаму не дај Боже да биде. Според мене треба да биде итна седница околу оваа точка. Воредна е, не дај Боже, за воредни состојби. Тоа е, значи, итна седница. Благодарам. Ајде, јас ќе сповикам на моето неискуство, може да тоа е моја грешка. За следниот пат нема да правиме вакви грешки, ќе биде како итна седница. Дали некој друг бара збор? Благодарам. Го молам представникот да се произнесе за барањето. Благодарам. Добар ден и од мене. Значи, барањето кое што е поднесено до Советот, односно до вас, како итна седница, за свикување на итна седница, е врз основа на известувањето кое што го добивме од Министерство за финансии за зголемување на дотацијата за 25 година од 2.500.000 денари, кои што се наменски, односно се за плата наменети. Ние тие до крајот на годината не може да ги искористиме, меѓутоа, бидејќи се дадени со известување од Министерство, мораме да ги распределиме во нашиот буџет. Ставени се за плати и остатокот таму кој што ни е најпотребно, значи за прехранбени продукти и за агенција. Чи наше средствата да ги распределиме, а натаму ќе одеме по насоките кои што, значи, во иднина ќе ги добиваме од Министерство, како да постапуваме и што понатаму. За се што има, значи, ќе мине на Совет и ќе бидете известени. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Оли Бранко. Извините. Значи, колку разбрав, има вишок. Да, тие ги дават, меѓутоа сега? крај година е И сега треба да ги вишокот да го ги распределите, да. така, за плати и за да плати и за други дел, работи. ева, да, прехранбени и агенција, таму кај што ни е најпотребно. Ако е вишок, распределувате, што да ви кажам. Тие се насоките, значи известување, имаме официјален документ по кој што, нели, мораме да постапуваме. Тоа го добив јас на 17 и у интерес на времето мораше... Сега, да. Океј. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, барањето го ставам на гласање. Кој е за? Девет за. Воздржани против нема. Благодарам. Ви благодарам и јас многу за одвоеното време и сакам, еве, вака и јас да ве поканам и вие да дојдете и да присуствувате на нашата приредба, за да ние малку почестиме со нешто. Благодарам. Ја затварам, како што реков се, воредна седница. Итна ќе се снајдам за наредниот пат. Ви благодарам за присуството. Да ни го обезбедите градоначалникове, да поставиме некое прашање. Може ли сега да кажам?